повикувам да ја поддржите кампањата на Националното здружение Храбро срце за подигнување на свеста за органодарителството како посебно хуман и благоден чин за спасување на човечките животи. Националното здружение на пациенти со механичка циркулаторна потпора на работата на срцето Храбро срце ја започна кампањата за органодарителство. Видеоспотови во кои јавни личности и членови на здружението ја искажуваат својата поддршка се емитуваат по сите национални и локални телевизии, како и на социјалните мрежи, со цел што повеќе да допре до народот и да се крене свеста за потребата од донирање органи. Кампањата ја посветуваат на сите пациенти кои чекаат органи трансплантација, како и на семејствата кои се одлучиле на овој хуман и храбар чекор и дозволиле да се донираат органите од нивен близок. На оваа тема преку онлайн врска разговараме со Ирина Ралева Најдевска, член на Здружението Храбро срце. Видеоматеријалите ги собиравме 4 месеци наназад и имаме собрано преку 150 видеа од јавни личности, доктори, пациенти ширум светот, пациенти веќе трансплантирани и пациенти кои моментално се со пумпа. Имаме видео од поддржувачи од Хрватска, од Босна, од Канада, од Америка, од Шведска, од Шпанија и така натаму. Извинете ако некого заборавив да споменам. Преку оваа кампања се надеваме дека ќе се крене свеста кај народот со тоа што луѓето ќе се информираат кои се законските правила за да се биде донор, а воедно и ќе се потенцира потребата од донација на органи. На вашето прашање кои се нашите барања од оваа кампања, мора да потенцирам дека наскоро очекуваме одговор од надлежните институции да се изјаснат до каде е процесот со едукација на тимот за трансплантација, бидејќи тоа беше изјавено од страна на Националниот координатор за трансплантација дека според програмата за 2020 година е предвиден буџет за едукација на докторите. Дали тоа ќе биде во форма на помош од доктори од надвор, кога ќе дојде време за трансплантација, дали нашиот тим, составен од јавно и приватно здравство, кој покажа и докажа дека се може да се направи успешна трансплантација заеднички и тимски, дали нашиот тим ќе оди на обука, тука не навлегуваме, важно е да се спремни за експлантирање на веќе поставената пумпа. Во просек, отстранување на веќе поставена пумпа одзема 5-6 часа, а дури потоа следи трансплантација на здравиот орган. Како податок, досега кај нас во земјава се вградени пумпи, но ниту една не е отстранета, ниту пак е направена стоп пумпа кај оние пациенти кај кои се видливи значајни подобрувања на сопственото срце. Поддршката е голема, благодарност до многу луѓе кои несебично се вклучија во кампањата и ја поддржаа. Тука пред се мислам на здравствени установи ширум земјата, на аптеки, сендвичарници, кафетерии и слично, кои нашите рекламни материјали во форма на брошури и постери ги истакнаа на видни места во нивните објекти со цел луѓето да се информираат. Исто така, кога зборуваме за поддршката, нам ни е особено чест и задоволство што целосна поддршка за сите наши заложби добивме од претседателот на државата, тој е господин Стево Пендаровски, и се надеваме дека и други важни субјекти и институции ќе не се приклучат во оваа хумана мисија. Очекуваме дека кампањава ќе биде во секој случај позитивна, затоа што во изминатиот период воопшто многу малку е зборувано на оваа тема. Мислам дека вака со рекламен со видео спотови кои ќе одат на сите телевизии, со читање на нашите брошури за тоа кој е потенцијален донор, кои се законските моментално како гласи законот и така натаму, а исто така на тие брошури многу е важно што има едукативни материјали за пациентите кои се на листата за трансплантација, да се информираат што, како, зошто, компатибилноста на потенцијалниот донор и реципиентот, дека треба да биде иста крвна група, приближна висина и тежина. Одлуката за дарување на органи после смртта е исклучителна етичка вредност, благороден чин и израз на солидарност и љубов према ближниот. Апелирам отворено да се зборува на оваа тема во кругот на семејството. Во најтешките моменти да бидеме храбри, да спасиме нечи живот, а со тоа да дозволиме и нашиот ближен да продолжи да живее. Не можеш да ја надовесиш загубата на твојот близок, но имаш можност да донесеш хумана одлука, да ги донираш органите и да спасиш нечи живот. Живеј го животот, потоа подари го онаму каде што е потребно. Затоа подари љубов, подари орган.
Загрижувачки е што од ден на ден расте бројот на млади пациенти кои добиваат механичка потпора на работата на срцето. Најмладиот пациент со пумпа има 25 години. Неколку мина за жал не дочекаа трансплантација. Значи, искрено тука би сакала да изразам сочувство до семејствата кои за жал ги изгубија своите борци. За овие 7 месеци ни починаа суми на храбри пациенти, а останатите пациенти се добри со оглед на целата ситуација, тие многу внимаваат, не излегуваат надвор толку многу, не се често присутни. Дел од нив веќе ги средуваат стоматолошките проблеми доколку ги имаат, зашто кога ќе дојде момент за трансплантација мора да им се здрави сите заби. Неколку мина кои имаат проблеми со камења во жолчното кесе, полека ги средуваат и тие проблеми, многу внимаваат да не настинат, затоа што ако е некој настинат, кога ќе има достапно срце во тој момент, трансплантацијата не се изведува поради ризик од компликации. И затоа е многу важно да тие многу се чуваат да не настинуваат. Значи, бројот на членовите на нашето здружение се зголемува. Значи, сега загрижувачко е што и понатаму трендот на имплантација на пумпи кај млади пациенти постојано расте. Сега имаме исто многу млади пациенти кои што веќе добија механичка потпора на срцето и тие се добри. 35 годишен пациент имаме, 37, 40 и нешто, највозрастниот не е 63. Значи почна да имаме пациенти и во другите градови. Значи имаме сега во Кичево, во Струга пациенти имаме. Овие пациенти воедно се и ризична група во време на пандемија со коронавирус, па затоа мора многу да внимаваат, како тие, така и членовите на нивното семејство. Во време на пандемијава во која живееме, нашите пациенти се нормално многу ризична категорија на граѓани. Тие се пазат во смисла земаат суплементи и додатоци во исхраната за јакнење на имунитетот, затоа што им имаат намален имунитет нормално. Внимаваат многу каде се движат, не одат во затворени простори, не се дружат, излегуваат само на прошетка, например на отворено, на дистанца, затоа што тие на дневно ниво мора да пешачат. Меѓутоа се пазиме, како тие, така и ние како членови на семејството, бидејќи не ни е толку за нас, ќе звучи нескромно, меѓутоа така е, не ни е толку за нас колку што ни е за нив. Храбро срце е релативно младо здружение, преку кое се запозна населението со нивната проблематика, а она што е најважно, ги советува и им помага на новите пациенти. Ние многу се радуваме затоа што нашето здружение почнаа да го препознаваат пациентите кои имаат проблем со срцето и сами не контактираат, сакаат да ги упатиме каде треба да се обратат за својот проблем. И ние со драго срце им помагаме. Се што знаеме им кажуваме како оди процедурата, како се живее со тие девајси, што треба да знаат пред да ја добијат таа пумпа и така натаму. Се радуваме, во секој случај е позитивно, затоа што ако ние на почетокот немавме од кого да учиме и немаше кому да се обратиме, сега барем следните пациенти имаат каде да се обратат и да се едуцираат, да знаат дека не се сами во оваа борба. Пациентите кои чекаат трансплантација на орган мора да ја имаат целосната поддршка од семејството, бидејќи заеднички се борат за нивната цел. Многу е важна поддршката од семејството. Зборувам како поддржувач од семејство. На претходното мое гостување јас ви го кажав својот проблем. Важно е, поддршката е голема и ние многу се залагаме. Нормално, ние од нашите пациенти не можеме да очекуваме да бидат активни колку нас. Меѓутоа, затоа сме ние тука, да помош вака со гостувања, со собирање видео материјали, и се што е потребно во врска со кампањата, да се изреализира, да се однесат флаери на дадено место, да се презентира материјал, да се соберат слики и така натаму. Меѓутоа, сите заедно сме еден добар тим и сите работиме во повеќе градови во Македонија, со цел да се расшири свеста на секаде подеднакво. Здруженијето за прв пат го одбележа Европскиот ден за органодарителство со едукативни предавања од универзитетски професори и успешни кардиолози. 10.10.2020 година за прв пат нашето здружение го обележа Европскиот ден на органодарителството во просториите на деканатот на медицински факултет во Скопје. Имавме предавачи, тоа беа универзитетски професори, професор доктор Елизабета Србиновска, која имаше предавање за срцевата слабост,
Потоа имавме предавање од професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург од Државна клиника за кардиохирургија, кој држеше предавање за трансплантацијата воопшто. И имавме предавање од доктор Тања Ангјушева, кардиолог од приватната болница Жан Митрев, која зборуваше за имплантација на механичката потпора и животот на пациентите со овие девајси. Целта на тој ден, односно на тоа одбележување, беше да најавиме нашата кампања, исто така да споделиме со сите присутни дека имаме поддршка од председателот на државата. Во секој случај, предавањето беше многу корисно, со тоа што имавме и представници од други здруженија, кои несебично не поддржуваат во нашата борба. Многу е важно, тука би сакала да напоменам дека оваа хумана мисија е од општествена важност, затоа што не само за нас, туку и за сите идни поколенија, бидејќи не знаеме кој следен ќе се најде на таа листа за чекање. И на оваа тема треба да се зборува отворено и во кругот на семејството, и јавно да се зборува и по секакви трибини и предавања, бидејќи е крајно време да конечно работите се придвижат во позитивна насока. Денес 30 души на 30 се на број, меѓутоа бројот од ден на ден се зголемува на таа листа. Секој ден среќавам пациенти кои се тешко болни од слабо срце и во голема потреба за трансплантација на ново срце. Донација е многу хумана работа, еден најголем поклон кој еден човек може да му даде на друг човек. Дозволи твојот близок да продолжи да живее, подари љубов, подари орган. Помогни им на луѓето кои чекаат втора шанса за живот. Сите заеднички да го направиме тоа, а со тоа и да ја поддржиме работата на Сдруженијето Храбро срце, кои што се вистински нашите храбри срца. Вклучи се и ти во кампањата за органодарителство и поддржи ги активностите на Сдруженијето Храбро срце. За мене, за тебе, за нас, за живот се работи. Првата трансплантација на срце во земјава донесе надеж за членовите на Сдруженијето. Меѓутоа тие бараат да се доусоврши тимот, особено кога станува збор за експлантација на механичката потпора, па потоа трансплантација на срце, бидејќи сите членови, односно сите пациенти, имаат механичка потпора, која бара најпрво да се отстрани пумпата, па потоа да се трансплантира органот. Ние сме многу среќни, кажав и минатиот пат, за првата трансплантација на срце што се изврши во нашата земја и се надеваме дека трансплантацијскиот тим кои се соедини со заеднички сили и знаење ја изврши првата трансплантација, се надеваме дека и во иднина ќе продолжи и понатаму заеднички ќе ги извршува тие трансплантации. Значи за нас не е важно каде, важно е тимот да е соединет, па дури да дојде и поддршка од надвор, затоа што нормално ова е нова проблематика кај нас. Само 2 години наназад се вградуваат механички пумпи, меѓутоа досега не е извадена ниту една пумпа и нормално е дека треба обука и треба помош од стручни лица, кои што во светот тоа е рутина. Во светот е рутина тоа. Како изгледа, еве, например, ние имаме поддржувачи од другите земји, еве ќе споделам една ситуација, кажува пациент од Англија како се одвивала неговата трансплантација. Тој 3 години носел пумпа, една, Елват, и на денот кога му се јавиле дека има достапно срце за него, најпрво му пратиле превоз до домот каде што живее. Со превоз од болницата го презеле пациентот, стигнал во болницата, ги направиле сите испитувања. Нормално тие се медицински работи за кои јас не сум компетентна да кажувам, меѓутоа од страна на пациентот ви цитирам, ви кажувам во целост како тој го преживеал сето тоа, додека тој се наоѓал во сала да се експлантира пумпата, бидејќи 3 години ја носел таа пумпа. Неговата интервенција за вадење на пумпата траела 4,5 часа. Тука е важно да споменеме дека што подолго се носи таа пумпа, толку се поголеми компликациите за вадењето, бидејќи со текот на времето таа се сраснува со ткивата. Пумпата се сраснува со ткивата. По тие 4 часа, 4,5 часа за експлантацијата на пумпата, стигнало срцето, го ставили, таа интервенција траела околу 40 минути со вградување на новото срце и потоа полека закрепнувал.
Тоа е неговото доживување, односно неговиот начин. Ние не можеме да зборуваме каква е состојбата кај нас, бидејќи сме на самиот почеток. Само една трансплантација е направена и тоа од срце на срце. Важно е сега, например, се надеваме дека во иднина ќе има и операција на срце, односно трансплантација со претходно вадење на пумпата, а потоа пресадување на срце, пак ќе зборуваме во некоја наредна прилика. Сега за сега многу рано. Од формирањето на Сдруженијето Храбро срце досега има напредок во нивните барања. Како што ви кажав и минатиот пат, најавив тогаш дека требаше да се направат хајлатипизациите на пациентите за компатибилноста на органот. Тоа се направи, значи сите пациенти се на листата за трансплантација, направени им се сите потребни испитувања и тоа на терет на државата. Благодарна за тоа, сите се значи на таа листа за трансплантација. Друго што имаме постигнато е тоа што овде ќе заборавам да споменам дека благодарни сме што во врска со барањата што беа до фондот има напредок, а тоа е дека од страна на фондот е одобрен првиот пакет од вкупно 3 кој беше објавен во службен весник, а тоа е во врска со материјалите за преврски за кои зборував минатиот пат дека сами ги купуваме и ги носиме главно од странство. Па сега во службен весник се објави дека ќе бидат на терен на државата. А во овој момент чекаме да се договорат институциите каде ќе биде стационирана таа просторија за преврски и за контроли на пациентите, како и да се увезат потрошните материјали од странство, бидејќи не се достапни овде. Или ако се достапни некаде во мал број, тие не се на терет на фондот, исто како да ги нема, да не се достапни. Во исчекување сме на другите 2 пакета од страна на фондот, а тоа е за лентите и апаратчињата за мерење на густината на крвта и замена на батериите на секои 3 години, за кои не е најавено дека исто така ќе бидат на терет на државата. Благодарност до фондот за укажаното разбирање и позитивниот одговор на нашите барања. Што се однесува до Министерството за здравство, имаме поддршка од страна на министерот за нашата кампања и тука всушност сите ние се бориме за една цел. Ние од една страна со наша кампања, тие со нивна кампања. Важно е да се постигне целта, односно да се крене свеста кај народот за донација на органи. Во секој случај позитивно е со тоа што имаме напредок, иако сме толку кратко како здружение, младо здружение, имаме многу постигнато во врска со барањата за пациентите и за да се олесни нивниот живот, кој нималку не е лесен. Упатувам една порака до сите ваши гледачи, доколку се во можност и доколку сакаат да не поддржат, слободно да го направат тоа на Facebook страницата Храбро срце, национално здружение. Исто така се надеваме на поддршка од сите институции и од сите граѓани по широката јавност, од сите гледачи, со тоа што доколку некој од вашите семејства се најде во животозагрижувачка состојба или се најде во мозочна смрт за која ќе кажат докторите дека нема назад, ве молам, бидете хумани, дозволете вашиот близок да продолжи да живее. И за крај би сакал да го исцитирам моето видео, кој што го подготвив за кампањата, кој ќе оди на сите телевизии во форма на спот, и тоа гласи вака: нештото што ги губиме, наоѓаат начин да ни се вратат. Иако можеби не онака како што посакуваме, сега и ти имаш можност да донесеш хумана одлука, да ги донираш органите и некому да му го продолжи животот. Вклучи се и ти во кампањата за органодарителство и поддржи ги заложбите на Сдруженијето Храбро срце. За мене, за тебе, за нас. За живот се работи. Освен Ирена, специјално за нашата телевизија видео за поддршка сними и Наги Пали од Гостивар, со кога разговаравме во минатите изданија на Нега и здравје, за неговиот пат до ново срце и за вториот живот кој го живее. Поддршка за Сдруженијето Храбро срце. Јас како поранешен пациент со пумпа знам колку е тежок нивниот живот. Јас сум жив благодарение на мојот донор. Се надеваме дека и кај нас луѓето конечно ќе сватат колку е
важно да му се продолжи на некому животот. Затоа биди донор, спаси луѓе, спаси некои животи.